Информациите стигнуваат до вас. Силни удари по вжештеното железо. Рацете на најстариот ковач во земјава, 92 годишниот Јован од Пехчевска умлена, полека ја обликуваат секирата. Ударите одекнуваат и денес од единствената ковачка работилница во Малешевијата, а неуморниот мајстор, познат под името Тачуно, го знае лекот за секоја секира и алатка и умее да направи алат за мерак. Овде доаѓаат луѓе од секаде, бидејќи неговата мајсторија е бренд за секирите во Малешевијата и пијанец. Народо виде дека убаво работа и секој е чул за мене и иска да дојде да си направи алат за земоделието или за шумата со секирата кога иде да работи убаво. Дедо Јован во работилницата стара 70 години, изградена од кал и плет, го чува занаетот што го учел кај познат мајстор во Берово, и работилницата е стара и дотраена, но е жива, како и вредниот мајстор, чија мајсторија ќе умре заедно со него, бидејќи нема кој да ја наследи. Кон мене доодија 13 деца да се учат, ама тоа систем комунистички не поштуваше приватниот човек. И така, што завршија некој, бегаа некој милиционер, некој на некој предпријатие тој, некој по Германија ојдоа. Животот бил суров со овој старец, многу бреме тежи на овие плеќи, но сепак гордо и до детали ги подели спомените со нас од времето кога бил војник во Кралска Југославија, па годините поминати во заробеништво во Австрија, за семејната трагедија. На крај ја сподели со нас и тајната на долгиот живот. Цигара не пуста не сам турил. Рачија сам пил, ама колку сам можел да носа, а не колку што не ми требе. Таа паша и тоа е ваздух што го диша, самото млеко е квалитетно си. Самото месо квалитетно и кога јадеш од марешевско јагне месо, ќе го осетиш, а кога јадеш од струмичко мериса на цина. Среќен што го посетивме, стариот мајстор не почести со неговата сливова раќа и малешевско сирење, не нарече пријатели и ни призна дека занаетот му го продолжува животот. Вели дека има уште многу секири и алати кои чекаат да бидат од него направени.